8 часот и 50 и веќе 2 минути. На гости ни се гемиџиите, и тоа не обични гемиџии, туку гемиџиите од Вардарската регата Гемиџии. Наши последни гости, главниот капетан и меѓународниот координатор на Вардарската регата Гемиџии, Ангелче Гушев и Владимир Ивановски Вуцо. Добре ни дојдовте. Добре дојдовме. Благодариме за поканата во вашата телевизија. Прекрасно. Немаме секој ден или на вакви гости, нели? Не. И вакви содржини? Јас морам да ги пофалам. Дојдоа на вистина рано наутро, уште во 7:30 и толку убави приказни ми прераскажаа додека да влеземе овде во студио околу оваа нивна регата. 26 пат се случува сузе оваа година, ама трет пат се случува она оригиналната рута која што ја имале гемиџиите, од Велес до Солун, ке веслаат рафтинг со гумени чамци. Секоја чест. Може ли по едно македонско кафе да ве послужиме ние од нашето студио? Да, може. Без шекер, со шекер? Средно. Средно. Сакам мажи што пијат средно кафе. Прекрасно. Еве, со задоволство ќе го направам. Добро ви утро. Еве официјално вака во студиото на утринската програма на Алфа телевизија. Ви благодарам што допатувавте Вуцови од Струмица. Попат го земавте Ангелче и сте наши гости ова утро. Ангелче Гушев, главен капетан на Вардарската регата Гемиџии, и Владимир Ивановски Вуцо, меѓународен координатор на Вардарската регата Гемиџиите. Официјално да ве најавам. 26 пат оваа година, трети пат оригиналната рута како што оделе гемиџиите во минатото, како што веслале, од Вардар, од Велес до Солун. Ајде како ќе се одвива рутата, јас се дознав пред да влезам во студио, ама убаво би било и редно е да слушнат и нашите гледачи. Значи рутата почуваме на 18 јуни. Од Велес, од мостот Гемиџии, каде што ќе има вечер отварање и гранчалот, ќе пуштиме, ќе почне регатата. Првата вечер се спие во Криволак. Тука имаме камп поставено, преспиваме. Втората вечер спиеме во Демир Капија. Тоа е 20 и на 21 би дошло, 20 дента се префрлуваме во Грција. Значи исто поминуваме првиот камп во Грција, ние во Поликастро. Тоа е близко до граница. После тоа сме во Акропотамус. Тоа се сет рутите на крај на 22 на 22 стасуваме во Солун, каде што кај црквата Свети Никола. Се завршува регатот официјално, се фрла венецот. Тоа е оригиналното место каде што гемиџиите ја завршувале таа трговска рута каде што ја предавале робата, пристаништето. После тоа одиме преспиваме во Солун, кај нашите браќи извидници од Солун. Наредниот ден, 23-ти, се враќаме, сме со идеја и некој пречек да направиме, нели како што било кога се враќале трговците, па сите чекале да видат дел од робата што купиле у Солун, да видат што донеле. Да видат одазното. Одазното што е, како е. Како поминало. Така некако го планираме. Значи, оригиналната рута, по трет пат оваа година, Велес Солун, на вистина 5 дена, од 18 до 23 јуни, со преспивање мора да биде, ми кажавте по 8-9 часа веслање. Сега оно што сакам да знае нашата публика е дека може апликациите се уште отворени, онлайн е пријавувањето, како да се пријават сите заинтересирани и не треба да се носи ништо, бидејќи опремата е комплетно обезбедена од вас. Да. Значи, онлайн апликацијата веќе е по социјалните мрежи циркулира. Секој може да ја пополни. Во онлайн апликацијата ние ја гледаме карактерот на личноста. Од типот класично име, презиме, датум на раѓање, но многу не битно дали има некакви здравствени проблеми, начин на исхрана. Многу ни се смеат што пишеме дали знае да плива, и тоа ни е многу битно. Тоа не е смешно. Кога сепак тоа е исто како човек да не знае да вози точак. Мислам, не е тука ништо страшно. Дали има некакви посебни лекарски третмани, да знаеме со кој профил на луѓе располагаме. На некој начин приоритетно со тоа вршиме некој вид на селекција доколку се појави голем број, а многу е битно дека и сите гемиџи се и здравствено осигурани, бидејќи не поаѓаме без здравствено осигурување за тие 5 дена. И тоа се осигурани на многу повисоки ставки, оти сепак вода е вода,
се може да се случи. Не е предвидливо. Не е предвидливо. Имате ли жени, извинете? Да, имате ли жени во гемиџиите? Има и жени. Браво. Лани буквално две девојки први кои што од Велес до Солун ја извесла рутата, правата историска гемиџиска рута. Едната од девојките беше и од тимот на медицинската екипа, која што се грижеше за здравствениот билтен на гемиџиите, а другата беше девојка спортист која што едноставно беше предизвик ова да го извесла. Сега веслање, значи тоа се чамците, опремата е комплетно од вас. Ова е се да споменеме во организација на изведничкиот одред Димитар Влахов. Покрај чамци, веслање има медицинска екипа и поддршка имате од копно, така? Значи, заради безбедноста на тие 50, 60, 80, значи сега парафразирам со бројката, бидејќи уште не го знаеме конечниот број за оваа година, мораме да имаме поддршка од копно. Службите на Министерството за внатрешни работи се известени и по потреба, каде има потреба и они се вклучуваат за наша поддршка. Медицинската екипа е со нас и во Чамец и на копно, бидејќи мобилната аптека комплетно од инфузии, инекции, ампули, комплетно добиена од градска болница Велес е со нас за, не дај Боже, се може да се случи, сме имале ситуации кога и се шиела рана на лице место. Значи мора да се води голема грижа за учесниците, бидејќи што викаат старите од играчка плачка да не испадне. Мораме да водиме. Она што е многу важно, Сузе, се е ова бесплатно за учесниците гемиџи од Македонија. Ова е меѓународна регата, сепак имате учесници од Србија, Црна Гора, Босна, чина рекоте, така? Значи, многу е битно и интересно за и треба да знае Република Македонија и сите граѓани на Република НДК. Ова е единствената регата во Македонија. Не дека ние сме нешто југоносталгични, па жалиме за некои бивши времиња. Постои Балканска рафтинг федерација. Луѓето од Балканската рафтинг федерација ни понудија Република Македонија да си добие место во таа Балканска рафтинг федерација и бидејќи ние сме едни единствени што го работиме ова, ни овозможија овој термин кој што стално го имаме втора недела во месец јуни, да го стават на календарот на Балканската рафтинг федерација. Браво. Морам да кажам и да се заблагодарам во името на регаџиите дека луѓето од Јајце, од Босна, го отстапија терминот во втората недела со цел Македонија да ја стават на мапата. Тоа е вистинско пријателство. Тоа е вистинско пријателство. Еве да видите дека ние не знаеме само да водиме емисии, туку знаеме и кафе да правиме. Благодариме. Чекам коментари за кафето подоцна. Ама после ќе ни гледат? Подоцна. Ајде ќе гледам ако треба, не е проблем и ќе пеам ако треба, да. Така да, мислам, интересот за оваа вардарска регата е голема и на балканскиот простор. Така. Зошто е голема? Од причина што ние сите преку туристичките агенции ги гледаме оние рафтинг спуштања, адреналински, неопренски одела, црвени или љакови зелени. Сега, кога ние се движиме по тие оние регати кои што веслаат надвор, кога одиме и ние на гости кај на тие регати, на рафтерите име многу чудно дека ние весламе 280 км од Велес до Солун. Не е могуче тоа, не е могуче ова. И затоа луѓето изразија желба да дојдат и да видат дека нашата регата не е адреналинска, туку е спартанска. Буквално 280 км на раце во 5 дена. Тука е адреналинското кај нас. Борбата со водата и со ветерот. И со 50 степени од сонце, од озгоре и 50 степени рефлексија. На 100 степени сме. Буквално. Ние сите сме, еве од некои стики може да се примети, со бели кошули. Ако не сме добро маскирани, во бело, ленено, тоа се страшни температури кои што буквално печат. Значи, по многу тешки услови се... Имате и сега кога и сонцето, нели е тука фактор, меѓутоа имате и кога знае да фати бура, дожд, знае да имате ветер. Ајде, добро е кога ви оди од грб, ама кога ви оди на контра, тогаш сите услови повеќе сила е потребна. Како и да е времето, регатата ќе се одржи. Значи, таа ќе се одржи. Има периоди кога ветерот е угради
И ние си весламе, а он не враќа назад. Значи, ама има периоди кога Вардар е добар, има вода, Мирен. па си оди лесно, ние имаме време у чамецот и да си разговараме и за И да си подпевувате така и сите тие работи да се дел од регатата да ги правиме. Кои се најкритични точки да ве прашам по овој пат, бидејќи сте го врвеле досега? Па демиркапискиот дел, клисурата, а клисурата колку е ризична, толку е прекрасна демиркаписката клисера. Никој не ја видел, бидејќи сите го гледаме Вардар од автопат. Ама кога ќе влеземе, и ништо не гледаме од автопат. Кога ќе влеземе во демиркаписката клисура, тоа е монденско место за Република Македонија. Ја не знам зошто државата не вложи многу луѓе да ја видат. Од вас нека поиде идејата. Па ние го промовираме, тоа е Тоа цел. име сузе и целта идеја. Нашата туристичката компонента и еколошката да ја развиеме. Прекрасно. Покрај Вардарскиот, значи гемиџискиот дел, ние сега правиме на промоција на Македонија и сакаме, значи, да ставиме Македонија и овој дел и туристички, значи да се развива туризмот, а исто така и екологијата, затоа што реалноста е дека Вардар ни е загаден. 5 степен, мртва река. Така да ние сакаме тој дел да го уклучиме преку оваа манифестација, да се дојде заинтересираност од надлежните институции, од луѓето, свеста да се подигне. Значи не мора кога веќе кампуваат покрај Вардар и се, да го стават ѓубрето. Може да го земат со нив и да си го понесат. Такво ние сме спремни како извидничка организација, правиме и на сојузно ниво, на како и у државата и ние како одред, да го исчистиме Вардар со поддршка и некои кампањи заеднички да ја подигнеме свеста на луѓето. Вардар е многу убав, ама ние го правиме неубав. Значи многу чувството демиркаписка клисура, тука малку луѓе се движат и е релативно чисто и брза е водата и чувството е прекрасно. Ама после тоа кога ќе заминеме или пред тоа, кога ќе видиме што се има Вардар, има некоја болка што се стои у нас и упорно со години пробуваме и го работиме тоа. Значи токму тоа е пораката да се подигне туризмот. Ние апелираме до државните институции. Има многу институции кои што може да се грижат за екологијата. Да поведат сметка. Најголемиот проблем е оние сепарации, кои што смртно се уништува Вардар со вадење на песок. Се уништува, се вади ѓубрето од пред 100 години што е дошло доле. Се исфрва надвор. Тоа е страшно какви девастиране реката. Едноставно, многу големо ѓубре се вади. Па тоа што унатре што ќе излезе, мислам, с греото и да кажуваме што има. Затоа инсистираме и многу ја стално кога настапуваме кажувам, многу е убаво Вардар и Аксиос. А Вардар е една река, Аксиос е супер река. Зборуваме веќе во Грција. Во Грција, да. Значи и мијата си го даваат значењето на реката. Вардар е нешто што е жално, а Аксиос е нешто што ја гледаме водата зелено тиркизна. Нема ѓубре, нема сепарации, нема нарушување еколошки, нема ни една цевка канализациона во Грција во реката Аксиос. Каде е најтесен Вардар по неговото течение? Најтесен е некаде, најтесен би било некаде после Демиркапија, по стариот пат кога го возиме, тука сега тој е најтесниот Вардар, ама е па и добар за весве, брзо тера, брзо оди. Тука сте најбрзи. Да. Тука е адреналинот. Што не буди. Јас сакам да во оваа приказна да ја раскажам и приказната за нашите гемиџи, кои што едноставно годините таму некаде 1850-60 година одела трговијата. Ама турците, османлиите наплаќале патарина. И една вечер велешките трговци у кафе Муабет решиле, дај вика што ќе им плаќаме патарина на турците, не може да ни наплатат водарина, да одиме да ја носиме робата по Вардар. И они тогаш ја прават гемијата, која што малце се гледа на прилогот, дрвениот. Гемијата е долга околу 18 метра, правата гемија, во Велес имало од 150 до 180 гемии дневно кои што се спуштале. Со гемиите велешките трговци што носеле? Сахтијан. Сахтијан е кожа од кози. Зашо се користела? Се користела за џокијски одела на западноевропските господи кога јавале коњи. Понатаму, шарваганот, ладно цененото масло по ново, кое што во регионот на
Клепа, тоа е во близина Велес, биле најголемите шароваганици кои што се цедел афионот и зејтинот се носел за Солун и катранот, катранот, морфиумот. Морфиумот кој што се добивал од образување на белиот афион и се продавал за фармацевската индустрија. Имаме ние некој податок дека тој коштал $150 кило. Дали тоа било ефтино или скапо во тоа време? Не можеме да знаеме. Многу се носело, тие биле 3 клучни производи кои што грчките трговци ги купувале. Меѓу другото се носела и стока, се продавала, меѓу другото се носел тутун, се носел граф, орис, значи Велес, пред Велес и од Скопје доаѓале со камили во Велес, во градско имал претоварен центар, во каде што се полнеле гемиите со роба и се носел за Солун. Гемијата е возеле 4 и обслужувале 4, од кои што 2 биле веслачи, едниот на врвот на гемијата морал да го одржува, повелешки кажано, лакањ. Значи, тоа е глинена вангла со која што гори огин унатре. Едно, да имало ситуации кога се грееле, но и во ситуации и кога го обележувале ко светло. И еден кој што ја чувал робата од арнаути кои што напаѓале. Одбранбен механизам мора да има, да штити некој робата. И вие сега символично сте по 4. Ние сме по 4 до 6. И така одат и сите гумени чамци кои што поаѓаат од Мало Мовче, култно место од каде што поаѓале и пред гемиџиите за Солун. И се стасуе до црквата Свети Никола, каде што доаѓале солунските трговци, ја зимале робата, си се исплаќале колку си се исплаќале и ги растурале велешките геми, бидејќи биле од ореово дрво и дрвото им го продавале на грчките трговци за дрвната индустрија во Грција. И велешките трговци со аздок во джеп се враќале назад или купувале камили, со камили се враќале назад. Одлично. Да споменеме дека имате и извидници, односно кајакари, кои што одат пред вас, доколку има некоја опасност на патот, доколку има некоја паднато дрво, како предвестници да ви кажат каде може треба да Они се маркери фактично. Они ни маркираат затоа што Вардар е жива река како и секој се менува. Ние обично пред да тргнеме, поминуваме рутата, прегледуваме да нема некои големи промени за безбедноста како ќе, но во секој случај може да случи преку ноќ да се промени нешто. Они одат пред нас, гледаат каде што има некои поризични места, ни маркираат, значи застануваат од страна, комуникација поминуваме. Тоа е важно, многу се грижиме за безбедноста на секој. Со сите можни заштити, имаме код на однесување како треба секој, имаме нашите извидниците група кои се како волонтери, кои што у секој момент може било кој од членовите на регатата да се обрати, да побара совет, помош, било што. Времето за жал ни истекува. Имаме уште многу да зборуваме. Може би ќе имаме време уште еднаш да ни гостувате пред самиот старт на регатата. За сега ви благодарам. Да напоменеме дека отворена е апликацијата онлайн. Секој кој сака може да се пријави. Бесплатно е за сите од Македонија, а за странците се има символични 50 евра. Ви благодарам. Сузе тука да се одјавиме. Задоволството беше вистински наше. Одлична тема, одлична поента. Верувам дека ќе има доста апликанти.